Во сметките за струја граѓаните плаќаат десетина ставки. Во една просечна фактура од 1800 денари, најмногу или 700 денари чини производството, односно трошокот кон ЕСМ. Граѓаните плаќаат и над 600 денари за дистрибуција, околу 200 денари маржа. Има и трошок за обновливи извори за пренос за балансирање. Пред известно време регулаторната комисија побара разделување на потрошувачката на струја во сметките за потрошувачите да имаат јасна слика што точно плаќаат. Ова беше побарано и од Европската енергетска заедница. Во последната одлука немаме трошок за увоз на регулираниот пазар на електрична енергија и нула. Бидејќи целокупните потреби на регулираниот пазар, пред се во најголем дел за домаќинствата, се обезбедени од домашно производство и дополнително обврската која што има Евана Холм за обновливите извори. Бислимовски очекува дека топлото време и високите температури, кои не се карактеристични за овој период, ќе имаат влијание на цената на струјата. Просечната температура е нешто повисоко колку што било колку што било во изминатите години, така да реално тоа ќе има влијание понатаму и врз цената на електрична енергија, бидејќи трошоците за набавка се намалени. Во моментов работата на акумулациите е стабилизирана поради врнежите во изминатиот период. Од регулаторната комисија вела дека ЕСМ има право и сами одлучуваат дали ќе продаваат струја надворно претходно да ги обезбедат потребните количини во системот, за да има непречно снабдување и стабилен енергетски систем. Пред известно време работата на хидроцентралите беше стопирана поради сушата која целосно ги испразни акумулациите. Ирена Чачкова, Сител телевизија.